Едни фрлаат, други гледаат. Сите се жалат, а никој не решава. Закони има, инспектори нема. И одговорноста се губи некаде помеѓу. Инспекцијскиот систем и секако инспекцијскиот позив како работно место е во криза, односно нема интерес воопшто за јавна администрација, посебно за инспекцијски места, градежни инспектори и инспектори за животна средина. Само 45% од 80 плюс градот Скопје во моментов имаат општински инспектори за животна средина, дел се и нови, што значи ќе им биде потребно определено време за да навлезат во инспекцијскиот замет. Огромен број на правни субјекти се оставени на една лична општествена одговорност, јавна свест да постапуваат во согласно со законите, а поголем дел од истите практично стануваат и неинспектирани, односно имаме неспроведување на законодавството. Врз основа на дали е тоа мал, микро, среден или голем трговец, санкциите прекршочни достигнуваат и до од 200 до 240.000 евра, значи во македонска денарска противвредност, додека за физички лица имаме за 25, 50 евра, 100 евра исто така во денарска противвредност. За прв пат Македонија, како и неколку европски држави, го воведе поимот екоцид, каде што имаме веќе затворски казни од 1 до 10 години. Меѓутоа, за да се случи тоа, потребна е добра анализа и добар и квалитетен записник од инспекторите за животна средина и на централно и на локално ниво. Зошто работите, а ништо не се менува, туку напротив проблемот ескалира? Човекот е најголем загадувач, што ми излезете надвор практично од дома, значи или са бајле наутро, користите нели физиолошка потреба, значи оној карбонски отпечаток од водата, од воздухот, од грењето. Сака вложување од поединецот и треба предметот екологија да се воведе уште од градинките и од основното образование. Мислам дека за 10 години ќе имаме многу по-квалитетна животна средина. Еден мал дел е инспекцијската служба за животна средина во целиот мозаик. Сака вложување на некој начин од граѓаните, индивидуите. Термин, значи диви ѓубришта или диви депонии не постои, постојат депонии. Во Македонија имаме стандардни и нестандардни. Две се Дризла Скопската со А интегрирана еколошка дозвола и втората се наоѓа во Гевгелија, финансирана од програмата за развој на Обединетите нации, значи од UNDP. Останатите 52 имаат три категории на висок, среден и низок ризик, додека кога збориме за ѓубришта или сметилишта, англиската терминологија има еден убав збор dump sites, значи имаме на секаде, имаме и на јавни површини, меѓутоа имаме подворни места. Апел секако и до комуналните инспектори на општинско ниво и комуналните редари да бидат поактивни на терен, да ги санкционираат, односно пред се нашата улога да биде сватена како превентивна. Значи превентивно да делуваме, ако сме континуирано на терен, би се намалиле практично и овие ѓубришта.